1988 година. Беше одржана првата светска борба на децата бегалци, жртви од граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Во помен и спомен на оваа трагедија на македонскиот народ, националната војна, Сојузот на движенијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон, секоја година полагат свеќе на споменикот на децата бегалци во паркот Жена Орец, зборот собранието на Република Македонија. Ова година се одбележуваат истовремено 70 година од крајот на граѓанската војна во Грција. Сојузот на Сдруженијата на македонците и Егејскиот дел на Македонија натаму продолжува во остварувањето на своите барања за враќање на имотите и државјанствата на насилно прогонетите и на нивните потомци од граѓанската војна во Грција, но и од Балканските војни 1912-1913 година. Отвараме извинување и репарации, простуваме, но не забораваме и со аманетот било да не се повтори. Делегация на Собранието на Република Македонија. Делегация на Народната партија за македонско национално единство. Матицата на изселениците од Македонија. Се македонскиот национален совет во Македонија. Македонски манифест. Сдруженијата на македонските и Егејскиот дел на Македонија од Тито во Прилеп. Сдруженијето за духовно подобрување на сетници по паметни културни одделени во Македонија.
Igor Malo, Da žive Makedonija! Da žive! Da žive makedonski narod! Da žive! Na novraja leta! Amin! Svoje kvalifikacije u 60 km. Zajedno sa grčkimi partizani je oslobodio Grčije od fašizma. Naše dočastvovanje je sve došlo za necrnata stranica u istorijata na makedonski od naroda Втората светска война, во која жртви за жал беа децата. Многу од нив убиени, попат починати и целиот свет распрснати во Источна Европа, Канада, Америка и Австралија. Се молиме за душите на загинатите и упокоените, за здравје на преживеаните и живите, кои поминаа из оваа Голгота. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, остануваме посветени на унапредувањето на положбата и правата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, како и во цела Грција. Остануваме посветени на враќањето на државјанствата, граѓанските и имотните и наследните права на насилно прегонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија. И од Балканските војни 1912-1913 година и од граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Остануваме со барањето до Генералното собрание на Обединетите нации да продолжи мощната незавршена расправа од 1948 година за да донесе резолуција за децата беганци од граѓанската војна во Грција. Изразуваме јавна благодарност до владите на сите земји кои ги прифатија децата беганци од граѓанската војна во Грција и им окажа гостоприемство како инвеститорско и семејство. Предлагаме македонско-грчко поверување и договор за трајно и добрососедство меѓу Македонија и Грција, но врвословниот принцип на меѓународното право на еднаква сувереност, заедно почитување и разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи и реципроцитет во меѓусебните односи, барање извинување и репарации. Простуваме да не забораваме и порачување, било да не се повтори. Во 2015 година по иницијатива на Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попатинци и клучораги од цели во Македонија Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата беганци од Егејскиот дел на Македонија, Македон и Светскиот македонски конгрес, споменикот на децата беганци во Жена парк беше реновиран и изчистен, а на него беше поставена безмерна спомен плоча на македонски англиски јазик кој гласи 28.000 деца, најмногу македонци од Егејскиот дел на Македонија, насилно беа проводени за време на граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Останаа трајно раселени во источно европските и прекоокеанските земји, далеко од своите родни огништа. Овој споменик е вечер паметник за геноцидот Брзник, нивниот екзодус и Голгота.
се разбираат бројни идеи и активностите на Сојузот со Сдруженијето на македонците во Егејскиот дел на Македонија, Сдруженијето на децата бегалци во Егејскиот дел на Македонија, покојниот Ѓорѓе Романски, Сојузот на македонците од регијата Македон и светските средби на децата бегалци во Македонија. Првата светска средба на децата бегалци одржана од 30 јуни до 4 јули 1968 година во Скопје, во чија чест е подигнат и овој споменик на децата бегалци во овој парк Жена Борис. Точно поради тоа денот одбран кога како дек на населно проблемите македонци од Егејскиот дел на Македонија го обележуваме со полагање свече на овој споменик. Втората светска средба на децата бегалци одржана од 15 до 19 јули 1998 година во Скопје. Третата светска средба на децата бегалци одржана од 15 до 20 јули 2003 година во Солун, по услов воден од Егејскиот. Четвртата светска средба на децата бегалци одржана од 18 до 21 јули 2008 година во Скопје и петата светска средба на децата бегалци одржана на 30 јуни 1 јули 2018 година во Скопје во организација на Сојузот на македонците од регијата Македонија. Ја користам возможноста само да ви информирам и во една упатна покана до сите вас, на 2 август оваа година во дворот на Македонската православна црква успењена пресуда Богородица во битолското село Црвново, со почеток во 10:30 часот до 12:30 каде се одржи 48-та Всемакедонска средба Трново 2019 во организација на Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците во Егејскиот дел на Македонија Битола, Сојузот на Сдруженијето на македонците децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон и Светскиот македонски конгрес. За многу е лепо почитувањето, споменот на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија. Данос Горна председател за Сојузот на Сдруженијето. Овој пат, овде на ова место, необјавено, завршено, пред да почне разгромот, распродавањето, прогонот на политичките раководители, на уметниците, на творците, на македонците, што тој проект 14 го привршуваја и така остана необележен, неизјаснет. Ама, секоја чест на Валентина, кој што тоа од своите лични примери како поклон го подари за македонскиот народ, кој што покрај кејот на Вардар ќе се сеќава на нашите бегалци и ќе ги гледа сегашните остварувања на таа голема, најголема програма на обновување на античката Македонија, каде што денеска Скопје нема сличен град, престолнина во ниедна држава во Европа, освен ова што сега ние го гледаме и го навоѓаме. Жалосно е што ни го земеја името, ни земеја земјата, ни земеја културата, ни земеја историјата, се што имело. Зашто? Ние одамна сме плячкани, одамна сме прогонувани, иако во ова мало парче живееме, ние многу репресии сме преживеели, ги имаме, се браниме, неуспело против таа северна Македонија што ни е наметнаја.